служителите на јавното претпријатие Водовод и канализација се наистина раздвижени. Зад мене може да забележите ова утро. Многу локации на кои што се интервенира на почетокот на оваа недела, но темата ја започнуваме со она што беше најактуелно изминативе недели, изминативе денови, големиот дефект кој што ги остави жителите на Драчево, Усие и Долно Лисиче без вода. За каков дефект стануваше збор и кои се локациите на кои што во овој момент се работи? Разговараме со господинот Горан Ковчегарски од јавното претпријатие Водовод и канализација. Добро утро. Добро утро, поздрав до вас и до сите гледачи на Македонска телевизија. Имаме многу актуелни теми, но оно што сакам да започнеме е, како што најавив, големиот дефект кој што за среќа е веќе саниран и жителите на Усие, Драчево и Долно Лисиче имаат вода, но за каков дефект стануваше збор? Зошто требаше толку време да се санира? Значи, стануваше збор за исклучително комплексен дефект, пропратен со тешката пристапност и теренот на кој што се наоѓаше дефектот. Значи, прво имавме дефект на воздушниот вентил во шахтата која што е пред мостот на Драчево и потоа истиот дефект беше проследен долж линијата на 3 спојни точки од цевките. Како што спомнав, значи теренот дополнително ни е усложни можноста побрзо да го санираме дефектот, значи требаше да се изнесе многу голема количина на земја, да дојдеме ние до цевките и понатаму да започнеме со нашите активности, односно со конкретното санирање на дефектите. Тука длабочината, значи, на цевката доаѓа некаде до повеќе од 11 метри, затоа што таа поминува под самата река и ние во делот пред реката, значи, интервениравме на некоја длабочина од прилика од 7 до 8 метра. Тоа беше причината. Меѓутоа, ние како одговорно предпријатие бевме постојано активирани, значи работевме цела ноќ и ден, ги менувавме екипите и конечно, после 30 на часа, значи, прекина водоснабдувањето, ние го доведовме системот во исправна состојба и почнавме полека да ја пуштаме водата. Прво во ниските зони, а после 18 часот, од кога се стабилизира системот, продолживме, значи, со вклучувањето на пумпите да добијат и повисоките зони од градот. Ја користам приликата да се извинам на граѓаните, меѓутоа, исто така и да им се заблагодарам за нивното трпение. Што да правиме? Значи, тоа се моменти каде што навистина се непредвидени, а наше е да продолжиме, да работиме, да го санираме тој дефект и да го доведеме системот во состојба на нормално водоснабдување. Теренот каде што сме утрово во општина Чаир не е толку сложен како претходниот за кој што разговаравме, но не е единствената локација на која што работите. Каде се има екипи ова утро? Во ова утро има екипи на уште 6 локации покрај ова. Овде станува збор за еден помал дефект, поточно станува збор за дефект на подземен противпожарен хидрант. Иначе дефектот е лоциран од страна на нашите откривачи на дефекти по дојава на корисникот што се наоѓа позади нашиот објект. Значи, ние излеговме на терен, проверивме состојбата и утврдивме дека дефектот се наоѓа точно на ова локација каде што сега во моментот интервенираме. Каква е состојбата генерално со водоводната структура на територија на град Скопје? Постојат ли така наречени жешки точки или каде најмногу треба и најбрзо да се интервенира за да се промени истата? Вака, значи, развојот на водоводната инфраструктура настанува некаде после 64-та, 65-та, значи некаде 70-тите години. Точно постојат одредени жешки точки, меѓутоа ние како јавно предпријатие ги следиме тие жешки точки и колку што можеме постапуваме со цел да го подобриме водоснабдувањето. Една од жешките точки ја решивме, тоа е во делот на кисела вода, поточно на улица Наум Охридски, кај Благој Агојан и улица Кавалска. Тука направивме едно одвојување на прва и втора висока зона. Понатаму имаме жешка точка во делот на Нерези, односно во Козле, тоа е кај последна 57-мица и во моментот имаме градежни активности, односно правиме реконструкција со цел да направиме едно поврзување, односно кружен прстен на високата зона и со тоа да овозможиме граѓаните во тој дел, односно во Нерези, да добиваат односно да добиваат поквалитетно водоснабдување во однос на притисокот. Постојат исто така критични точки во делот на Газибаба. Тоа се состои во дотрајаност на некои одредени хидротехнички објекти и ние таму сега имаме една активност каде што вршиме постојана промена на шибери, воздушни вентили и сите пропратни хидротехнички објекти кои што ќе придонесе за подобро водоснабдување. И направивме една интервенција во автокоманда, каде што исто така направивме издвојување на висока од ниска зона и со тоа мислиме дека ќе го подобриме водоснабдувањето. И во моментот исто така правиме реконструкција во парк Шума Газибаба, каде што
во неколку фази ќе ја дислоцираме таа мрежа која што поминува низ парк шумата и на тој начин ќе ги избегнеме и дефектите кои што таму често се јавуваат, а со тоа ќе го подобриме и водоснабдувањето во тој регион што е околу паркот шума. Се има век на трајање, па и водоводната мрежа, но зависи ли во приказнава нешто од нас, од нашето однесување? Можеме ли ние некако да придонесеме за да имаме подолго истата? Секако дека некои работи зависат и од нас граѓаните. Јас ќе посочам неколку примери каде што, например, граѓаните само иницијативно, на своја волја, со цел да бесправно користат вода, така наречено на диво се приклучуваат на нашата мрежа и на тој начин, значи, свесно или несвесно предизвикуваат оштетување, односно еден дисбаланс, да кажеме, во нашиот систем. И би замолил кога ќе имаме водоводни приклучоци, бидејќи таму самите инвеститори се одговорни да ги дадат тие водоводни приклучоци, замолница од наша страна е да ги контролираат тие што ги изведуваат работите и да го направат тоа согласно решенијата и условите кои што ние ги имаме дадено како јавно предпријатие. Уште едно прашање, иако имам повеќе, но само уште едно прашање пред крајот на разговорот. Знаеме низ годиниве и добиваме потврда од вашето предпријатие дека скопјани пијат квалитетна вода, како ретко кои граѓани на главен град во никоја метропола во Европа и светот. Но секако тука треба и се чини идеален момент да упатиме и апел, имајќи предвид дека доаѓаат летните месеци, а тука се трошат многу поголеми количини вода, па за да имаме веројатно треба да ја штедиме. Секако, значи, прво како што спомнавме, ние пиеме најквалитетна вода, односно после Виена најквалитетна вода во Европа и мајки предвид, значи, каков еден ресурс имаме, значи, едно какво богатство имаме, замолницата е да се води грижа за таа вода. Точно е дека доаѓаат сега летните периоди и исто така ние апелираме до граѓаните водата максимално, значи, да ја трошат согласно потребите, односно бидејќи таа е наменета како вода за пиење, полевањето на тревните површини и цветињата да биде, значи, оставено во некои моменти кога ќе бидат или подоснежни часови, односно ако има веќе неопходност да се полеваат тревните површини или ако има можност да обезбедат некои бунари, па така да тие трошат техничка вода и со тоа да ја заштедиме водата. Благодарам господин Ковчегарски за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам и вас. Колеги, само на крајот да потсетиме, добро е да се знае дека ние не сме единствените кои што сме станати волку рано во утринската програма и екипите на јавното предпријатие Водовод и канализација од рано изутрина на жишките точки во градот, онаму каде што е потребна интервенција во моментов за да имаме редовно снабдување со вода. Студио?